Драги ученици, добре дојдовте на час по математика во денешнава ја училница. Јас сум наставник Марија од училиштето Никола Карев од Пробиштип. Денеска ќе учиме за парови броеви, чии збир е до 10 и до 20. Цел на овој час е да се оспособите да собирате броеви во обем на 10 и во обем на 20. А исто така, најважно од се е да се оспособите одредено стекнато знаење да го применувате за изнаоѓање решение во друга проблемска ситуација. Часот ќе го започнеме со една гатанка. Слушајте внимателно за да го откриете одговорот. Имам две линии прави. Секој треба правилно да ги стави. Едната да спие, другата да стои. За два броја во еден да спои. Јас сум дете, малечок и кус, и ме викаат плюс. Одлично. Се сетивте дека ова е гатанка за знакот плюс. А сега да ве прашам. Дали откривате нешто што би учеле на овој час според оваа гатанка? Што е одговор плюс. Така е, во право сте. Учиме за собирање. Најнапред да видиме што е тоа собирање. Собирање е математичка операција во која го користиме знакот плюс. Секој број си има свој назив кога пишуваме задачи со собирање. Еве една задача во која што сме запишале 3 плюс 2 е еднакво на 5. Првиот број 3 се вика собирок. После него стои знакот плюс. А по него е вториот број, бројот 2, и тој се вика собирок. По овие два броја следува знакот еднакво и на крајот е збирот. Бројот 5 е збир. А зошто и првиот број и вториот број имаат исто име? Затоа што при операција собирање броевите може да си ги менуваат местата. Така, 3 плюс 2 е 5 и 2 плюс 3 е 5. Ова не е случај со операцијата одземање, да внимавате. Денеска ќе научиме неколку начини за пресметување збир. Уште во прво одделение ги научивме паровите броеви, кои што се всушност парови броеви исти собироци. Ова што го учевме минатата година, сега ќе го повториме и ќе го употребиме за стекнување нови знаења. Една жолта боичка и една црвена боичка. Тоа ќе го запишеме математички вака. 1 плюс 1 е еднакво на 2. Во втората ситуација имаме две боички и уште две боички. Тоа ќе го запишеме како 2 плюс 2 се 4. Во третата ситуација имаме на две места по 3. Тоа е 3 плюс 3, вкупно 6. Понатаму 4 плюс 4, се вкупно 8 боички. И на крајот 5 плюс 5 е збир 10. Ова треба добро да го знаете. Како песна 1 и 1 се 2. 2 и 2 се 4. 3 плюс 3 се 6. 4 плюс 4 се 8. И 5 плюс 5 се 10. Сега ќе видите зошто. Затоа што, ако знаеме дека 1 плюс 1 се 2, веднаш ќе знаеме дека 1 плюс 2 е колку? Едниот собирок е ист, а другиот се зголемил за 1. Тоа значи дека избирот ќе се зголеми за 1, а така ќе добиеме дека 1 плюс 2 се 3. Одлично. Знаеме дека 2 плюс 2 се 4. А колку е 2 плюс 3? Веднаш зголемуваме за 1. Тоа е 5. Ако 3 плюс 3 е 6, колку е 3 плюс 4? Одлични сте. Тоа е 7. 4 плюс 4 знаеме дека е 8. А 4 плюс 5? Одлично. Веднаш зголемуваме само за 1 и добиваме збир 9. Знаеме дека 5 плюс 5 е 10.
А колку ќе биде 5 плюс 6? Така е, 11. Ова беше лесно. Продолжуваме понатаму со паровите броеви што се исти собироци. 6 плюс 6 е 12. Ако знаеме дека 6 плюс 6 е 12, ќе знаеме и колку е 6 плюс 7. Но прво да ги повториме останатите. 6 плюс 6 е 12. 7 плюс 7 е 14. 8 плюс 8 е еднакво на 16. 9 плюс 9 е еднакво на 18. И 10 плюс 10 е еднакво на 20. Одиме на истиот принцип. Ако 6 плюс 6 е 12, 6 плюс 7 е одлично 13. 7 и 7 се 14, а 7 плюс 8 15. Така е. 8 плюс 8 е 16, а 8 плюс 9 за едно повеќе е одлично 17. 9 плюс 9 е 18, а 9 плюс 10 ќе биде 19. Ако 10 плюс 10 е 20, колку ќе биде 10 плюс 11? Одлични сте, 21. Многу е важно да се оспособиме она што веќе го знаеме, да го користиме за да дојдеме до ново решение. Секогаш треба да размислуваме. Така и Јане излегол да се прошета по една патека кај една многу убава ливада. Шетал и наишол на едни кули. Застанал и се чудел. Ги гледал кулите. Забележал дека секоја кула е повисока од претходната. Исто така забележал дека на кровчињата на кулите ги има броевите 2, 3, 4, 5, 6, 7 и така натаму. Се чудел Јане што ли значи ова. Заклучил дека ова што е на кровчето се збировите. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 се збирови. А спратовите од кукичките биле собироците што ги даваат тие збирови. Ова се паровите броеви со збир 2. 1 плюс 7 е еднакво на 2 и 2 плюс 0 е 2. Паровите броеви со збир 3. 1 плюс 2, 2 плюс 7, 3 плюс 0. Парови броеви што прават 4. Ајде малку да се загледаме и ние како Јане. Што забележуваме? Дека првиот собирок е ни за што расте, а вториот собирок е ни за што опаѓа. Еве ги и паровите броеви со збир 5, и збир 6, и збир 7. Ајде да се задржиме на збир 7. 1 плюс 6 е 7. 2 плюс 5. Гледате, овде се зголемува за 1, а овде се намалува за 1, за да имаме ист збир. Понатаму, 3 плюс 4 прават 7. И 4 плюс 3 прават 7. И забележуваме дека овде е 2 и 5, а овде е 5 и 2. 1 и 6, 6 и 1. Тоа е тоа што го спомнавме пред малку, дека може собироците да си ги менуваат местата, а збирот да не се промени. Ова му станало многу интересно на Јане. Тој ја гледал последната кула со збирови 10 и се потсетил дека во прво оделение убаво го има научено ова. Знае дека 1 плюс 9 е 10, 2 плюс 8 е 10, 3 плюс 7 е 10, 4 плюс 6 е 10 и 5 плюс 5 е 10. Јане се потсетил на знаењето што го има стекнато во прво оделение за паровите броеви со збир 8, 9 и 10. И се сетил на зборовите на наставничката дека многу е важно да ги знаете овие парови собироци, затоа што тие се важни за собирање на броеви со збир над 10 и за собирање со премин. Шетајќи понатаму, Јане се сретнал и со други кули. Овие биле поразлични, повисоки и имале броеви над 10. Ги видел кулите од 11 до 20.
забележал дека се многу слични со претходните. Само што на овие кули првиот број или првиот собирок е што? Со две цифри, односно има една десетка. Ајде да ја видиме кулата што прави збир 15. 10 плюс 5 е 15. Знаеме дека 1 и 4 беше 5, а овде е 11 плюс 4, 15. 2 плюс 3 беше 5, а сега имаме 12 плюс 3 е 5. Многу слично како собирањето до 10. Само што овде имаме една десетка плюс. Еве ги. Сите кули, Јане убаво ги разгледал, ги разгледате и вие, доколку ви е потребно, застанете го видеото, подсетете се и ќе продолжиме понатаму. Најмногу внимание ќе обратиме на кулата со парови броеви што прават збир 20. Тоа се 10 плюс 10, 11 и 9, значи овде не е веќе 1 и 9, туку е 11 и 9, 12 и 8, 13 и 7, 14 и 6, 15 и 5. И затоа што Јане сам открил како овие кули настануваат, Звончица му пуштила волшебни звездички, кои што ќе му овозможат понатаму полесно да учи математика. Да се подсетиме и со начинот собирање со прсти. Прстите ги користиме за добројување. Знаеме дека на едната рака се 5 прсти, па затоа вториот собирок го добројуваме. Еве вака. Ако 5 треба да го собереме со бројот 3. Почнуваме од 5, тоест продолжуваме од 5 и добројуваме до 8. Кога имаме вакви поголеми броеви, како што е 17 плюс 3, секогаш почнуваме од поголемиот број и го добројуваме по малиот. Тоа изгледа вака. Го имаме, значи 17 и треба да му додадеме 3. Продолжуваме веднаш. 18, 19, 20. До кој број стигнавме? До 20. Значи збирот е 20. Собирањето со добројување се користи и во задачите каде имаме еден непознат собирок. Еве како овие. Овие задачи ќе ги напишете во вашата тетрадка. Ќе го застанете видеото откако ќе објаснам, за да можете успешно да ги препишете. Сега имаме прв собирок 7 и треба да стигнеме до збир 10. Добројуваме. 8, 9, 10. Колку цртички изброивме? 3. Одлично. Од 17 да стигнеме до 20. Добројуваме. 18, 19, 20. Исто 3. 8 плюс колку е 12? Ајде да доброиме. 9, 10, 11, 12. Имаме 4 цртички. Значи 8 плюс 4 е 12. 13 плюс колку е 18? Да доброиме. 14, 15, 16, 17, 18. 5 цртички. 9 плюс колку е 13? Ајде обидете се сами. Одлично. И 11 плюс колку е 19? Така е. 8. Сега ќе го застанете видеото и ќе ги препишете овие задачи. Продолжуваме понатаму. Кога собираме поголеми броеви кои надминуваат една десетка, тоа се вика собирање со премин. Овде ве молам да бидете концентрирани за да ја разберете постапката. Првиот собирок ни е 7, вториот ни е 6. Треба да направиме една цела десетка. На седмичката, другарче, во кукичката десетки и беше која бројка? Така, бројот 3. Затоа шеската ќе ја разложиме на 3 и уште колку ни остануваат сега? И 3. Така е. Од шеската, значи, даваме 3 единици на седмицата за да направиме полна десетка. Од 3 добројуваме до 6. 4, 5, 6. Значи,
ни остануваат уште 3. 10 плюс 3 е 13. Ова е многу лесно и сега ќе ви се разјасни. На почеток е секогаш тешко. Ајде да видиме сега 5 плюс 7. 5 плюс кој беше 10? Одлично. 5 плюс 5. Таа петка ја земаме од седмицата, сега добројуваме од 5 до 7, имаме уште 2 единички и 10 плюс 2 е 12. Понатаму, 8 плюс 5. На 8 треба да додадеме уште 2 единици за да добиеме 10 цела, а од 2 до 5 имаме уште, така е, 3. 10 плюс 3, 13. На 3 другар, за да направи 10 му е бројот 7. Така е. Од 7 до 9 имаме уште, така е, 2 единички. 10 плюс 2, 12. Ајде да видиме сега. На 9 партнер 1. Одлични сте. А од 1 до 7 имаме уште 6. 10 плюс 6, 16. И ни остане уште една задача. 6 плюс 8 на 6 партнер за правење 10 му е бројот 4. А од 4 до 8 имаме уште 4. 10 плюс 4 е 14. Тоа значи дека 6 плюс 8 е 14. Застанете го видеото и препишете ги и овие задачи. Кога ќе завршите со препишување, еве Звончица само заборави да ви каже дека овој начин се вика собирање со разложување. И ако сте завршиле, следува вежбање преку интерактивни игри. Доколку сакате на компјутер да ги проследите игрите, кликнувате на линкот под видеото. Доколку сакате на телефон, го скенирате со QR скенер овој код. Првата интерактивна игра е сложувалка. Дадената сликичка влече ја до точниот збир и ќе откриеш скриената слика. Кога ќе кликнете на линкот или кога ќе го скенирате кодот, многу брзо ќе ви стане јасно што се бара во задачата. Додека другата интерактивна игра е собирање до 20 со помош на дадени сликички, значи со броење и добројување. Играта има повеќе нивоа и секое ниво, наредно ниво, е потешко. Ова беше се за денешниот час. Ви благодарам на вниманието.